Бројот на пензионери во државата се зголемува, а бројот на вработени кои го полнат буџетот се намалува. За 4 години, од 2019 до 2023, бројот се намалил за цели 105.000, односно од 614.000 на 509.000 вработени. Овие податоци го даваат соодносот на 1,64 вработени кон 1 пензионер, бидејќи нив во државата ги има околу 334.000. Може ли реално системот да го издржи ова? И сегашниот систем не може да го издржи овој сооднос помеѓу вработените и бројот на пензионери, од причина што економската наука познава однос од 4:1 во полза на вработените. Значи 4 вработени да издржуваат 1 пензионер. Тоа е оној идеален сооднос. Меѓутоа кај нас со години веќе овој однос се е нарушен и се повеќе се оди во полза на пензионерите, така да ние сега доаѓаме во ситуација еден вработен да издржува 1 пензионер, што е економски не издржливо. Според податоците, 2024 година нема да биде рекордна само по префрлените средства од буџетот, туку и колку пари ќе се соберат во фондот и колку вкупно пари му се потребни за да функционира нормално. Од каде пари за пензии кога фондот ги нема доволно за исплата на пензиите? Како се снаоѓа државата за редовно да ги исплаќа пензиите? Задолжувањето е наметнато потребата за редовна исплата на пензиите, кои што за срека се уште редовно се исплатуваат, но тоа пак ќе кажам се прави со задолжување на државата од странство, од комерцијални банки, државни институции на запад и така натаму. Значи задолжувањето кога се прави треба да биде повеќе за овие капитални инвестиции и вложување во развојот на стопанството, на економијата и така натаму, а не за алиментирање на пензионерите. Но за жал кај нас тоа е со години, тоа не е позната, да речеме, појава во нашата пракса. Едно од решенијата во Европа е зголемување на старосната граница за пензионирање, како што тоа последна го направи Србија со пензионерскиот праг на жените. Дали нашите идни пензионери на ова би се согласиле? 67 е многу. Како сега на 64, ако е може, а иначе за 67 е многу. Дека не може да дочекаме до 67. Не. На 64, машките, 62 жените. Бидејќи каде може тој пензионер до 67 да работи? Не може. Не, многу е тоа. Ја чекам 65 години да земам пензија. Не ми дават, немам стаж и така. Много се за мене много е. Зависи тешки работи работат. Некој напорно е. Кој има тешка работа, треба и помалку да бидат. Стажо помалку да и се цене. А вака доволно е ова. Ја мислам, јас сум пензионер, доволно ми беше да металец беше и убаво беше, мислам, на време се убаво. Според синдикатот, воопшто не треба да се размислува за никакво зголемување на старосната граница за пензионирање. Овака, ние како Сојуз на синдикати на Македонија секогаш се залагаме за намалување на старосната граница за пензионирање. Бидејќи нашиот работник во одредени дејности во стопанството поготово работат во тешки услови и многу брзо ја губат способноста и не можат да ги извршуваат работните задачи. Така да мислам дека секое зголемување на старосната граница за пензионирање нема да вроди со плод, бидејќи работникот нема да биде продуктивен и самиот работодавач нема да има добит од тој работник. Но ние сме либерални, да оној кој може и сака да работи повеќе од законската рамка, да му се овозможи. Зависи од дејноста, зависи од она што ги има оној работник вештините и колку се осеќа способен да понатаму може и повеќе од она законска рамка да работи кај одреден работодавач. Овие ставови се актуелни во периодот кога илјадници пензионери се незадоволни од пензиите и бараат линеарно зголемување на пензиите од 5.000 денари.